Почитувани, ВМРО ДПМНЕ го покажа своето вистинско режимско и насилничко лице. Вчерашниот собир на ВМРО ДПМНЕ покажа дека наместо за правдата и зад граѓаните, истите тие застана на браникот на криминалот, насилството на страната на режимот. Насилниците, кои дивееа низ храмот на демократијата, пред камерите тепаа пратеници, кршеа, уништуваа, се обидуваа да ја погазат волјата на народот и ја доведоа државата на раб на граѓанска војна, не го бранеа уставот, туку ја бранеа фотелијата на бегалецот од правдата Никола Груевски. Вчерашниот собир на ВМРО ДПМНЕ представува уште еден доказ и за начинот на кој опозицијската партија се однесува во справување со корона кризата. Еден ден бараат оставка од надлежните, друг ден се групираат, кршејќи ги сите протоколи за заштита. Покажа и докажаа дека пандемијата им е алиби да не излезат на предвремените локални избори во Штип, кои СДСМ ги организираше и истите беа 100% безбедни за граѓаните. Ги прашуваме, дали вчерашниот собир, на кој ниту имаше дистанца, ниту се почитуваа мерките за заштита од вирусот, беа по-безбедни за здравјето на граѓаните од изборите од кои избегаа. Во периодот кога бројките на ново заразени лица се намалува, кога Штип се спрема за масовна вакцинација, пратениците од редовите на ДПМНЕ протестираа без при тоа да имаат грижа на совест за здравствените работници, кои секојдневно се борат за здравјето на граѓаните. Апсурдно истите тие ќе бидат најгласни во барањето на одговорност и оставка од надлежните. Почитувани, наместо да работат во интерес на граѓаните, пратениците од ВМРО ДПМНЕ ги изложуваат на ризик нив и нивните семејства, одлучија да ја блокираат работата на собранието и се криеа зад пандемијата. Затоа Штип редовно ги казнува деструктивните политики на ВМРО ДПМНЕ и ќе го стори тоа и повторно. Граѓаните не сакаат бранители на криминал и насилство. Благодарам.